7 пиротехничари од Дирекцијата за заштита и спасување ќе добијат еднократна парична награда во висина од 30.000 динари. Наградата е за нивниот ангажман во пронаоѓањето, отстранувањето и уништувањето на над 7.000 парчиња или 52 тони гранати кои беа пронајдени на 27 октомври во близина на градскиот стадион во Битола. Одлуката беше донесена на синокешната владина седница по предлог на премиерот Зоран Заев. Пред само неколку седмици пиротехничарите реагираа дека работат во крајно небезбедни услови без никаква опрема. Свесно ризикуваме за да спасиме човечки живот. Значи ние свесно одиме во ризик, свесни сме дека може да загинеме, бидејќи сето тоа што ние го работиме, процедурите, не ги работиме по светски стандарди и по процедурите. Значи, штом нешто работиме мимо процедурите, тоа е кривично дело. Што и да се случи, повреда, да загине. Секој, мислам, свесни сме оти, кажат, он е крив, зошто така работа? А ние свесно работиме за да спасиме човечки живот. Секој неексплодирано зрно е еден човечки живот. Во овие 15 години јас имам во Струмичкиот регион извадам преку 10.000 парчиња. Тоа се 10.000 животи минимум. Пиротехничарите велат дека несреќите на работните места не се ретки, но ниту наивни со оглед на бројноста на нивните интервенции. Значи, ние 15 години пишуваме, ама знаете, во Македонија штом се допишувате, работите не се решават. Во 2018 година пративме, од кога го презедов јас тој дел, пративме информација до влада да се решат работите, за да може да се примат нови луѓе, бидејќи немаме ние кадри. Не добивме ни одговор. Ние во Македонија постојат 3 групи на ризик. Прво, грешката ние сме државни службеници. На таа работа нас не водат како државни службеници, што е апсолутно погрешно. И што се случува? 15 години ние се докажуваме дека постои ризик, 15 години нити ни одговарат и викат не постои ризик. И ако некогаш решат дека ние за нашите животи постои ризик, ќе не стават у некоја група 30% ризик, кај што се ставени, например, државен секретар за ветеринарство, метеоролог добива додаток 30% за ризик. Државен секретар за рударство, они добиват додаток 30% за ризик. Јас, лично кажам, не можат мене да ме стават таму. Бидејќи они можеби имат еднаш во годината ризик да не им падне во рудникот, да не му падне камен, да го повреди. Јас имам минимум 100 интервенции на годишно ниво. Според пиротехничарите во Дирекцијата за заштита и спасување, неопходно е итно да има нови вработувања, бидејќи повеќето се со долгогодишно искуство и потребно е да дојдат нови кадри кои што ќе се обучат пред да се пензионираат постојните.